Минути за урбани вести, добро дојдовте. Православните верници денеска го слават големиот христијански празник Богојавление Водици. Празникот кој се слави уште од вториот век е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. А фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа. Овој празник се нарекува уште и Водици, заради големиот водосвет што го извршува црквата на овој ден. Денеска во урбаните вести ќе видите како општините го одбележаа овој голем ден. Светиот крст во Скопје го фати Кристијан Ниневски. Тодорче Марколачев е срекникот кој го фати крстот во водите на Лепенец во Волково. Дејан Ристовски прв пат го фаќа крстот во езерото Белви во Илинден. На плоштадот во Автокоманда се одржа традиционалната манифестација Пифтијада 2019. Прв пат во водите на реката Вардар во Скопје Светиот крст го фати 25 годишниот Кристијан Ниневски. Тој кратко пред присутните изјави дека на сите им посакува здравје и среќа, а како подарок од град Скопје доби резба. 25 годишниот Кристијан Ниневски од Скопје го фати Светиот крст што е архиепископот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Јустинијана Прима, господин Стефан, го положи во водите на реката Вардар во Скопје. Ниневски прв пат го фаќа крстот, а веќе 6 години учествува на традиционалната манифестација што во Скопје се организира по повод големиот христијански празник Богојавление Водици. Здравје и среќа за сите, Бог се јави, изјави кратко Ниневски откако го фати крстот. Од град Скопје Кристијан како подарок доби резба. Пред положувањето на Светиот крст во водите на Вардар, господин Стефан пред присутните граѓани порача дека верските празници треба да не потсетуваат како живееме и како постапуваме кон себе и кон другите, да ги измијат сите лоши мисли и да донесат духовно освежување. Во Скопје оваа година беа пријавени околу 140 граѓани за фаќањето на крстот. Оној што ќе го фати Светиот крст се верува дека ќе го следи благослов и среќа во текот на целата година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа и се верува дека со спуштањето на крстот водите се осветуваат и стануваат лековити. Во духот на православната христијанска традиција и вера, денес во водите на реката Лепенец во населеното место Волково, верниците од општина Ѓорче Петров влегоа во студената вода за да го фатат осветениот крст кој носи здравје и берикет за најбрзиот кој ќе стигне до него. Најмногу среќа оваа година имаше 18 годишниот Тодорче Марколачев. Со фрлање на крстот во водите на реката Лепенец, традиционално и ова лето Господово се одбележа верскиот празник Водици. Сончевото, но сепак студено време не ги спречи верниците да влезат во ладната вода на реката Лепенец со цел да го фатат осветениот крст, кој цела година носи здравје и среќа на тој што прв ќе стигне до него. Коритото на реката Лепенец во Волково беше претесно да ги собере на собраните граѓани кои дојдоа да го проследат фрлањето на осветениот крст, символот на среќата и благосостојбата. Верата во Господ оваа година привлече 15 млади луѓе од општина Ѓорче Петров да се пријават и да учествуваат на манифестацијата Водици 2019. А најсреќен и најбрз беше 18 годишниот Тодорче Марколачев, кој за прв пат го фаќа осветениот крст за Водици. Тодорче на сите верници им порача да имаат верба во Бог и да не се плашат да влезат во студените води на реките, затоа што чувството од водата да излезеш со крстот в рака е неповторливо. Дали прв пат оваа година се Да. Што те мотивираше? Па не знам, имав некој чувство. Беше ли ладна водата? Па не баш. Имаше ли некои посебни подготовки пред тоа? Не. Што очекуваш оваа година да ти донесе Светиот крст? Па здравје, среќа, берекет. Еве една порака до сите верници од тебе. Па сите што го фатија крстот, нека со среќа, нека има здравје и среќа и било и кој други.
и што не се учествува. Тодорче од општина Ѓорче Петров доби подарок лаптоп компјутер, кој од името на градоначалникот му го предаде советничката Вера Пировска. Општина Ѓорче Петров, како и секогаш што дава спонзорство, и оваа година ви го честита градоначалникот и општината Ѓорче Петров заедно со советот, да имате многу среќа, здравје и убавина оваа година да ве прати. Нека е со среќа, еве повелете. Фала. И од кумовите на мало внимание. Денеска сите води се свети, а се верува дека измивањето со света вода е лек за многу болести на душата и телото. Токму затоа, верниците кои беа дел од манифестацијата си земаа од осветената вода, која потоа цела година грижливо се чува и се пие особено во време на болести и немоќ. Помеѓу 55 учесници, Дејан Ристовски за прв пат беше најсреќниот кој успеа да го фати крстот во водите на езерото во Белви во општина Илинден. Тој во оваа манифестација учествува 5 години поред, а оваа година е најсреќна за него. Оваа манифестација во Илинден годинава се случува по 11 пат и од година во година се зголемува посетеноста, а годинава за прв пат меѓу пријавените за фаќање на крстот имаше и едно девојче. По 11 пат, големиот христијански празник Водици беше одбележан и во општина Илинден, во соработка на општината со црквата Свети Константин и Елена. Во водите на езерото кај хотелот Белви, точно напладне со посебен црковен обред, беше фрлен символот на среќата крстот по повод христијанскиот празник Водици, ден на кој според светото предание, Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во водите на реката Јордан. Се смета дека најсреќниот верник кој ќе го фати крстот цела година ќе го следи среќа, здравје и благосостојба. А најсреќен оваа година во Илинден беше 31 годишниот Дејан Ристовски од Марино, кој 5-та година се фрла по крстот, а прв пат е најсреќен и успева да го фати крстот. Чувството е големо, прекрасно, голем доживеј. Господ ме исполни желбава, што ја чекав многу години. Ова мора човек да го доживее за да каже, додека не го доживее, али чувството е изворено прекрасно. Оваа година Господ ми подари среќа да бидам среќен што го фатив крстот. И премногу сум среќен. Ова значи најпрвим вера, значи христијанство, значи доживеј, значи исполнетост. Не можам што друго да кажам освен дека мора да ја традицијата да ја негуваме, да бидеме верници и да продолжиме само вака. Најсреќниот оваа година од општината и јавните предпријатија доби вредни награди. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски е задоволен од организацијата и смета дека оваа манифестација од година во година е се попосетувана од граѓаните и на сите им посака здравје, среќа и берекет. Сакам да го честитам денешниот празник на сите верници, на сите граѓани кои што најдоа време денес да учествуваат на манифестацијава, на овој прекрасен настан и воедно да му честитам и на момчето што го фати крстот. Здравје, радост, радосни, весели сите и нека биде исполнета 2019 година на сите. Задоволство ми е што можам да видам секоја година се повеќе луѓе присутни, онака природно расположени и как не секојдневно убав настан и дружење. Манифестацијата веќе прерасна во една традиција, еве 11 пат, сепак нешто што во општина Илинден значајно е да се истакне. Меѓутоа најзначајно е што младите се присутни на настанот. Тоа е убавината. Како и минатите години, така и оваа посетеноста на овој настан беше голема. По крстот оваа година се фрлија 55 учесници, а годинава за прв пат во општина Илинден беше пријавено и едно женско. За сите посетители кои беа присутни на оваа манифестација, општината им обезбеди бесплатни топли пијалоци. По 11 пат во општина Газивава се одржа традиционалната културна манифестација Пифтијада 2019. Собраните средства од продажбата на пифтиите ќе бидат наменети за хуманитарни цели, односно за детската клиника Скопје. На плоштадот во автокоманда денеска беше весело.
Празнично расположените граѓани се веселеа со музиката на неколку македонски изведувачи во рамки на 11-тата поред традиционална културна манифестација Пифтијада 2019, која традиционално се организира на верскиот празник Богојавление Водици. Организатор на манифестацијата е Општина Газибаба во соработка со Сојузот на жени на Газибаба, а активно учество земаа сите урбани и местни заедници во општината. Традиционалната манифестација ја отвори градоначалникот на Општина Газибаба Борис Георгиевски, кој им порача на присутните добро здравје, благосостојба и берекет. Денеска на христијанскиот празник Богојавление Водици, еве во автокоманда на плоштадот, каде што по 11 пат заедно со организација на жените од Газибаба, пензионерите од општина Газибаба, сите жени кои што знаат кулинарски да ја спремат пифтијата, тоа го правиме со два цела. Да продолжиме македонската традиција во подготвување на оваа храна во делот на јануарските месеци и христијанските празници, и втората е хуманитарната наша емисија која што ја имаме во овој момент, да со собраните пари од продадените пифти и произведената храна ја донираме на 10-та клиника во Скопје. Многу убав символичен начин и празник денес имаме, каде покрај сплотеноста, солидарноста и хуманитарноста ќе можеме да помогнеме на дечињата на 10-та клиника без разлика дали се од општина Газибаба, град Скопје, Република Македонија. Изложените пифти беа продавани, а најдобрите од нив добија и награди. Собраните средства од продажбата на пифтиите ќе бидат наменети за детската клиника. Изложувачите на пифти велат дека традиционално секоја година се дел од оваа манифестација и се задоволни од продажбата на пифтиите. Не учествуваме прв пат. Значи ние сково 11-та година како учествуваме, ние сме од Сдружение на жени на Газибаба. Да, организација на жени на Газибаба, и ова е проект кој што го работиме заедно со општината. Значи од почетокот сме ние. Еве нашите членки се многу вредни, доста учествуваат, прават, продаваме и така. Парите ги наменуваме, знаете, во клиниката за детски болести. Има ли интерес од граѓаните, купуваат ли пифти? Има многу, да, купуваат. Само иницијативно сме тука од општина Газибаба. Каков е интересот, дали има досега купувачи, дали купуваат пифти? Да, купуваат, доста се заинтересирани, во слава на Бог. Денеска луѓето се надеваме до крај на годините сите вака ќе бидат расположени. Посетителите пак велат дека за убавото расположение се заслужни музичките гости и топлите напитоци. Некои од нив пифтијадата ја посетуваат секоја година, а други пак за прв пат беа тука. Денеска имавме проминливо облачно време со сончеви периоди. По одделни котлини имаше слаба магла. За утре метеоролозите најавуваат проминливо облачно, претпладне со локален дожд, а на планините со повремен снег. По одделни котлини ќе има појава на магла. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Денеска и утре имаме температура од 5 степени, а в понеделник ќе се движи од -1 до 5, во вторник од 0 до 5 и среда од -1 до 6 степени Целзиусови. За крај, Прва Скопска уште еднаш на сите верници им го честита денешниот голем празник. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна празнична вечер и останете со програмата на Прва Скопска. Следува саботна хроника во која ве подсетуваме за неделните прегледи на вестите. Довидување.